Во далечната 1924 година на терените на тогашната местност Слатина под железничката пруга било направено првото импровизирано игралиште за фудбал во Кочани, на кое е одигран и првиот фудбалски надпревар. Тогашниот клуб го носил името Султан Тепе, а потоа и Витес, и бил составен од напредни младенци, трговци за најчи од Кочани. Со текот на времето, клубот обстојувал и одиграл повеќе надпревари со клубови од соседните градови. По војната, клубот бил преименуван во Фудбалски клуб Македонија, а од 1960 година го носи сегашното име Фудбалски клуб Осогово. Во годините минати на фудбалската сцена во Кочани се јавуваат и повеќе малски клубови, а подоцна и фабрички, како што се фудбалските клубови Стришани, Југ, Индустријалец, Бирлик и други. Од редовите на овие клубови излегоа врсни фудбалери кои во изминатите години ги бранеа боите на фудбалскиот клуб Осогово. Изминатите 9 децении фудбалска игра во Кочани недвосмислено се и дел од богатата историја на фудбалскиот клуб Осогово, кој настапуваше во првата и единствената македонска фудбалска лига, па потоа во втората македонска фудбалска лига, третата сојузна лига на тогашна Југославија. Трансформацијата со текот на годините си го направи своето. Клубот денес се надпреварува во третата македонска фудбалска лига Исток со подмладен состав и очекувани успешни резултати. За успешната кариера на фудбалерите и клубовите беше изграден градскиот стадион кој подоцна се реновира и го доби името на легендата на кочанскиот фудбал Никола Мантов. Новој градски стадион во 60-те години одржан и првиот надпревар под рефлектори. Повеќе меѓународни надпревари, а со реновирањето на соблекувалните и внатрешноста на просториите, напролет на него ќе се одржат неколку меѓународни надпревари во фудбал со женската репрезентација на Македонија. Од тука и оправданоста за издавање на една ваква монографија за 9 децении фудбалско живење во Кочани.